На денот на гласањето, по отворањето на гласачкото место покрај стандардната проверка на просторијата и целокупниот доверлив и недоверлив изборен материјал, се врши и проверка на функционалноста на уредот. При вклучување на уредот се најавува лицето што ќе управува со него, се избира јазик што ќе користи и ќе печати извештај со моментална состојба на податоците во уредот. На екранот на уредот за биометриска идентификација на гласачите треба да бидат прикажани податоците, избори и датум на избори, моментално време, општина, број на избирачко место, вкуп на регистрирани гласачи, вкупно гласачи кои гласале, распределба по ред на гласачи кои гласале. Уредот треба да даде и податоци за одзивот на гласачите за време на гласањето во интервал не подолго од 2 часа. Уредот се активира за идентификација на гласачите со започнување на гласањето во избирачкото место. Ono što stakam da го potenciram е дека овие уреди се паметни уреди, односно ги паметат сите податоци кои што се случувале на избирачкото место, кој ракувал со уредот, кој бил најавен со корисничко име и лозинка, во колку часот се најавил, во колку часот се одјавил, колку пати имал обид за верификација со отпечаток од прст на еден гласач. Така што се она што се случувало на избирачкото место ќе го содржи како податок овој уред и истиот подоцна доколку има потреба ќе може и да се провери. Еден член од избирачкиот одбор ја спроведува фотографијата од личните документи со лицето на гласачот и доколку утврди дека не е истото лице, не му дозволува да се идентификува со отпечаток од прст на уредот и нема да му дозволи да гласа. Ги потврдуваат идентитетот и врши проверка за гласачот дека претходно нема гласано, преку податоците од важичките документи и со отчитување на отпечатоци од прсти што треба да се совпаѓа со отпечатокот на прст на гласачот во електронскиот избирачки список за соодветно избирачко место во техничка опрема. Идентитетот на гласачот се потврдува со земање на отпечаток од показалецот на десната рака, а доколку нема десен показалец се зема отпечаток од показалецот од левата рака. А ако на гласачот му недостасуваат 2 прста, се зема отпечаток од наредниот прст од десната рака и истото се евидентира во дневниот на евиденција за настани. Уредот го чита отпечатокот од прстот и се обидува да ја најде совпаѓањето на отпечатоците што е се во електронските избирачки списоци за сите гласачи запишани на тоа избирачко место, додека не се најде совпаѓање.